Пехчево наскоро ќе има мултифункционален објект кој на општината ќе ја донесе ново ниво на културен, забавен, но најмногу на туристички план. Во тек е реконструкција на старата зграда која се наоѓа во центарот на Пехчево, која беше руинирана. Ние како општинска администрација по барање на граѓаните пристапивме кон незино реновирање и реконструирање. Реконструкцијата е во тек и интензивно се работи за да биде готова во најскор временски период. Значи зградата ќе биде преминувана во туристичко информативен центар, каде ќе имаме простори, мултинаменска сала за одржување на пригодни свечености и предавања, повеќе канцеларии кои се од потреба на граѓаните, а се планира и катче за музејска соба каде ќе бидат истакнати артефакти од нашиот регион и нашето подрачје. Во моментов во Пехчево се гради и капела, а се реконструираат и селските домови во Црник и Панчарево. Капелата се работи со добро темпо и добра динамика и се надеваме дека во скоро време ќе имаме готов репрезентативен објект кој ќе служи за граѓаните на Пехчево. Слободно можам да кажам дека имаме реконструкција и на два селски дома кои се во село Црник и во село Панчарево. Тоа е од огромно значење за нашите жители, бидејќи се заштитува културата и постоењето на една општина. Во престојниот период Пехчево според Китански ќе решава и други комунални проблеми, како во градот, така и во руралните средини, но акцентот ќе биде ставен на се работи во инфраструктура на реконструкција и рехабилитација на две постоечки улици во село Умлина и во село Робово. За кратко време почнуваме со реконструкција на локален пат село Умлина, село Робово. Исто така почнуваме со реконструкција на индустријската зона Чуката, на улицата која е од големо значење за индустријските и стопанските капацитети во тој дел од Пехчево. Исто за кратко време почнуваме со реконструкција на повеќе улици во Пехчево. Можам да кажам слободно дека почнуваме со реконструкција на улица Глидинска, со крак Даме Груев и Мирче Ацев, каде тоа ќе биде кој е финансирано од Светска банка и ќе биде по стандарди на Светска банка, каде ќе имаме заштита во сообраќајот и на пешаците, со изградба на пешачки патеки, со изградба на атмосферска канализација и ред уште многу други проекти кои ќе следуваат во наредниот период.